Да се подигне јавната свест на дијабетесот, како и да се преземат мерки за превенција и подобро справување, апелираат од Сдруженијата за заштита и едукација на дијабетичари по повод одбележувањето на 14 ноември, Светскиот ден за борба против дијабетесот. Се проценува дека бројот на возрастни лица со дијабетес во Македонија изнесува околу 185.000. Бројот на лица со дијабетес значително расте од година во година, па се смета дека до 2040 година бројот на заболени од сегашните 415 милиони ќе се зголеми на 642 милиони лица. Добро, да, денес е 14 ноември, Светски ден на дијабетесот, ден кој што се одбележува секоја година. За жал, бројот на пациенти со дијабет секоја година се повеќе расте. Статистиките покажуваат дека досега во Македонија се регистрирани околу 185.000 пациенти кои што боледуваат од дијабетес. Шеќерната болест е хронично заболување кое се појавува кога панкреасот не продуцира доволно инсулин или пак кога веќе произведениот инсулин телото не може ефективно да го искористи, велат лекарите. Иначе, дијабетесот или шеќерната болест представуваат едно хронично заболување, при кое што панкреасот не продуцира доволно количество на инсулин, или пак веќе произведениот инсулин не е адекватно употребен, односно метаболизиран од страна на клетките. Во светски рамки, според Меѓународната федерација, речиси 9% од возрастната популација се соочува со шеќерната болест, најчесто од типот 2. Еден од главните фактори за пандемијата на дијабетес тип 2 е прекомерната телесна тежина. За намалување на ризикот од појава на дијабетес треба да се практикува здрава храна, редовна физичка активност, одржување на нормална телесна тежина и избегнување на употреба на тутун.